Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо во форма на интервју. Денес ја имам таа посебна чест со мене да биде Сара Александровска, вокал на посебната група Авелина, за која што денеска ќе позборуваме. Сара, добре дојде. Добро ве најдов. Јас си благодарам на Сара за тоа што денеска станавме и двајцата рано за да можеме да го сработиме ова интервју. Сара, ќе почнеме со тоа што е твоја главна работа, тоа е групата Авелина. Можеби оние што ќе го гледаат ова интервју прв пат слушаат за групата, иако е позната и прави една специфична музика. Па, кажи ми малку повеќе за самата група и за твојот ангажман во неја. Па, Авелина се деси како еден импулс за да се открие коренот. Значи на тоа која сум, што сум, а воедно и да се открие коренот на нашиот регион, или да се увиди духот на поднебјето, што го викаат спиритус лочи. И тој импулс кај мене многу длабоко пушти корен, така што ја морав да најдам некој филтер и некој медиум со кој што моите сознанија и моите чувства ќе можам да ги пренесам на другите. Значи така се случи Авелина. На тој, да кажам, на тоа оганче што го запалив, почна да се собираат луѓе, че тие што свират со мене. Имаме доста слични каузи, мислам не сме тотално исти луѓе, фала Богу, ама имаме многу слични увиди за нештата, па најблиското нешто што не поврзува е љубовта кон живиот свет и кон силите на природата. И така да тоа е Авелина на некој начин. Интересен склоп на, така да кажам, на мотиви, како музички, така и поетски има во тоа што го работите. Значи, македонската музичка сцена памети бендови кои што правеле обработки на оние фолклорни мотиви, но секогаш преовладувал тој, па да кажеме, или византијски или оној словенско-фолклорен елемент, додека никогаш го немало она што јас го препознавам како паганска основа, па малку околу паганизмот во музиката и во творештвото на Авелина. Па прво зборот паган е многу оцрнет и енергетски лошо вибрира. Тоа е измислица за луѓе што верувале во силите на природата и после некој време, пошто не одговарале на тогашната православна црква, биле наречени пагани или погани. Значи, многобожството, ако ајде да кажеме верување во повеќе богови, не е нешто што го негира постоењето на еден извор, значи баш спротивно. Големиот дух се вика тоа, нешто христијаните го викаат Бог, или Господ, или како и да е, Боже. Значи, баш само под тоа, значи, као слој под изворот, има повише архетипски слики на различни видови божества, што определуваат некоја, значи, сила на природата или сила на импулсот на човекот. Така што
Авелина се занимава со такви сили. Еве, например, имаме песна Перуна, која е повикување на громовникот, односно на Перун, што јас лично го гледам како внатрешен импулс и природна сила повеќе него како што, не знам, како сега не привикувам некој бог тука да ми се појави, туку тоа во мене што го наоѓам громовното, електричното, потребата за делување, тоа ја го препознавам во таков сегмент како што, на пример, у народното знаење од Перун. Добро, значи јас уште кога го поставив прашањето, знаев дека самото име пагани е пејоративно, значи со поградно значење, но за да бидеме разберени од пошироката публика го потребуваме тоа. Исто така и терминот незнабожци е несоодветен, затоа што исто е повторно наметнат од христијанската гледна точка, а од друга страна мислам дека најблиску до она што треба да биде е родноверна религија или родноверно верување. Значи јас имам соговорници кои што го практикуваат, нели, и паганизмот, и кои што се почитувачи на овој вид на верување, така што морам да кажам дека на каналот Татнунчо секој може да се изрази за оно во кое што верува и што го мисли, без при тоа да се достави простор да се негира и потцени тоа, така што кога имам христијански соговорници, јас се задоволувам да го кажат својот став и своето гледање, така што ќе апелирам до оние на кои што не им се допаѓа разбирањето на светот и на појавниот свет околу нас преку паганската призма, воопшто да не го гледаат интервјуто и да не се заморуваат за тоа. Околу природата, значи, ние живееме во едно време во кое што сакаме да се наречеме големи верници или дека духовното е многу развиено, а од друга страна сме сведоци на константното уништување на природата, како растителниот свет, така животинскиот, за самата земја да не зборувам, и на крајот на краишта да се уништуваме самите себе си. Како во твојот светоглед се тоа изгледа? Уништувањето на природата сега е пошто, нели, поради технократското општество, начинот на кој што индустријата и движењето на технолошкиот напредок и на технологиите што ги создаваме, немаме етичка и морална позадина за да можеме ние да општиме со тие технологии на начин на кој што би било продуктивно за живиот свет. Туку ние само во некој длабок сон конзумеристички имаме паднато, кај што, например, технологијата што е неутрална според мене, значи компјутерот е неутрална технологија, мобилниот исто така може да биде неутрална, не е, пошто зрачи, ама на некој начин, место да дојдеме до некоја симбиоза, за да со технологијата ја направиме природата, значи рај и да си направиме една убава градина планета Земја, ние едноставно имаме паднато под, не знам, не сме зверови, пошто зверови не ја уништуваат природата, него нешто под звер, што е, да не знам какво име би му дало на тоа, паразит на некој начин, па и паразитите што не паразитираат нас, се разградуваат во природата, туку ние не сме ни паразити, нешто надвор од биолошки термин сме станати. Тоа е така зашто едноставно сме стигнале до едно статус кво во умот и не можеме да искочиме од тие пранги што самите сме си ги направиле врз нас и не можеме да ја видиме природата. Сега ја верувам дека се е во универзалниот план, така што на некој начин нашите предци што се оцелиле од селото, тие значи ближните предци, не зборам далечните предци, на некој начин и оние изгубиле конекцијата со природата. Ако појдете по села денеска, ќе видите дека луѓето од село, повеќето од нив немаат некој многу допир со природата, иако живеат во природата. И сега ние од градовите што сме развиле некоја свесна и да имаме љубов кон живиот свет, значи кога ќе гледаме некој од село, иако живее во природа, но нас не е нелогично како тој ни се нема
како се има одврзано со местото во кое што живее. Тоа е многу чудно, феноменално е колку е чудно. Така што овој импулс ние да ја запознаеме природата пак, значи може да представува, значи самото уништување може да представува еден фундамент за освестување, да се поврземе колективно сите. Значи порано само група на луѓе што ги викале шамани, вештери, не знам, свештенички биле поврзани со силите на природата. Сега имаме повик колективно како човеков род да се поврзаме со природата, зашто самите ние во гледање на уништувањето се раѓа потреба да ја заштитиме природата. Како што, например, најдобрите општества како били изградени после војни. Значи, после видување на една деструкција, имаме шанса, не дека ќе го поедеме тој подобар пат, не знам за тоа, дај Боже, ама после кога ќе види човек на едно уништување, во него се раѓа потреба за да го заштити тоа. И да се поднови, да се обнови и да порасне, да се исцели. Така што јас го гледам тоа малце како објективно, не влегувам длабоко во тоа и давам свест и сила за, значи, ни со ова уништување да се разбудиме, освестиме и да се вратиме и да ја изградиме повторно природата и да се подигнеме себе си како човечка раса. Кај нас Скопје е најтипичен пример на место кое што особено во зима станува неподносливо место за живење. Кога се договаравме за интервју, ти спомна дека не си во Скопје затоа што бегаш од она што е Скопје во зима. Ајде малку тој проблем да го фокусираме, значи да видиме што се случува во Скопје, зошто се случува и дали се има сила да, бидејќи Скопје е најголемото село кое што го имаме моментално, другите села ни се помали, без да бидам погрешно сватени, без да кажам нешто лошо против селото, и сега во тоа село се има сконцентрирано се. Како можеме да го извадиме Скопје од канџите на ова, да речеме, магла, смог, зачмаеност? Видете, раздорот помеѓу македонските граѓани, па дури на Балканот, на целиот Балкан е проблем што ние сме станале демек многу интелектуални и со тоа зголемување на интелектот, едноставно ние застапуваме многу ставови. Значи ти имаш и сега едно 15 ставови што се различни од моите, ја имам едно исто 15 ставови што се различни од твоите, а него гледаме фундаментумот што не поврзува. Значи фундаментумот што не поврзува сите луѓе е здравата животна средина. И едноставно не можат луѓето да направат ткиво, да се обединат, значи исто како во човековиот организам, клетките се обединуваат за да создадат ткиво и ткивата за да создадат орган. И сега клетките се, значи, разделени едноставно, не можат да направат ткиво пошто имаат многу ставови. И сега ти имаш ставови така како треба да биде нешто, ја имам ставови како треба да биде нешто. Дори имаме ние ставови за да абстрахираме за абстрактни теми, што на пример би требало да бидат ставени во разговор некоја си близу утопија, сега за некои високи идеални филозофии. Значи луѓето за тоа се препираат и за тоа се расправаат, дури фундаменталното нешто што не поврзува, значи чистиот воздух, вода и храна, ни се негираат. И тоа е проблемот. Значи многу сите имаат ставови, дали партиски се раздвоени, дали идеолошки се раздвоени, не знам се. И тоа се прави една ментална турлитава, ја викам, и луѓето едноставно не можат да видат дека за прости работи треба да се здружиме, како пример за чистиот воздух. И еве и да се искочи на процес и да се превземе нешто, ќе почнат едни да викаат ВМРО, овие ќе почнат друго да викаат, овие ќе почнат трето да викаат, и така ние се препираме со абстрахирање на нештата со кои што се ставаат на дебата во некое повисоко општество од кое што моментално ние припаѓаме. Сега ќе дебатираме работи што не се моментално приоритет да се дебатираат. Моментално приоритет е животната средина и затоа сите, значи, живееме од тоа, зашто не се обединиме на таа тема и другите теми да ги оставиме кога тоа ќе се среди.
И тоа е проблемот, например, што за кој сакам ја да дадам иницијатива, дека треба едно да се направи сврзно ткиво на став на заштитување на природата. И така сите, да кажеме, луѓе што го почитуваме животот и убавите нешта, ќе се споиме на еден став, без разлика колку ние други ставови имаме спротивставени. Тоа е, да кажам, на некој начин свесност. Значи, така, ние сме познати по тоа протести и веднаш организирање на контрапротести, така што кон кои да се насочени протестите, доаѓа некоја друга маса, некоја друга сила и го дисперзира сето тоа, односно ја влече енергијата кон нешто друго. Во контекст на ова, јас, например, би ти додал дека пред известно време, кога беше Бадник, сите коментираа околу тоа дали треба или не треба да се палат огнови, дали било христијански или не било христијански. Во контекст на ова, во моменти кога имаме многу загаден воздух, во моменти кога огревното дрво чини како да е од злато, да ги оставиме настрана безсмислените традиции, да речеме, луѓе. Нема да загадуваме годинава и ќе заштедиме на огревно дрво, ќе живееме побава заради тоа. А се надевам дека тој Бог во кој што веруваат православните христијани има разбирање кога не сакаме да се гушиме во воздухот кој што ќе го загадуваме со тие огнови и не сакаме да трошиме безцелно дрва. Предпоставуваме на ваков здрав разум, алудиращи каде што заедничките вредности, а тие се неопходните работи за живот на секоја конфесија, на секој човек, се заеднички. Па да, меѓутоа за огнот да направиме муавет. Тоа е огнот што се пали на Бадник е едно од најмалите, најнезначајните доприносители за загадување на воздух. А воедно, значи ја го разбирам тој поглед и е така, меѓутоа таа традиција на палење на оган, на прочистувачкиот оган, поготово во зима кај што ноќта е долга, кај што, да кажам, контрапродуктивните сили многу повеќе имаат моќ. Битно е да се држи таа традиција церемонијално, да се спроведува од година на година, бидејќи не можеме да знаеме колку таа традиција игра во духовниот живот и во животот на идеите и на идеалите кај нашиот народ и кај нашите народи на Балкан, мислам. А од друга страна, да, вистина е тоа дека чадот од многу палење огин загадува, меѓутоа факторите што нас не убиваат не е толку чадот од оган, пошто нашите предци цело време на оган се грееле, туку мислам, ако чадот стане многу густ, може и човек да умре, ама генерално тоа е од палење на отпадно, на медицински отпад, тоа не може човек, треба, не знам како ќе се спречи тоа, од тоа многу пари зимаат некои луѓе. Така што тоа мислам се дозна јавна тајна, не дека сите го знаат тоа. И ако се собереме повеќе луѓе, мислам, ако се зближат повеќе луѓе за таа кауза, да ги тргнат на страна своите различности, туку да се врзуваат со сличностите, пошто така у принцип ѓаволот не владее. Значи, он ни вика, види што е различно во другиот, а не што е слично во другиот. Значи, Дивиде импера. Молам? Дивиде ед импера, нели, она римското подели па владе. Подели па владе, да. Значи, сега ние, да, различни сме сите, пошто имаме индивидуална свест, затоа сме и луѓе, пошто човек има индивидуална свест за разлика од животните, ти има тотемска свест. Така што тоа у принцип не прави да сме поделени вака. Македонскиот народ е во раздор огромен, значи огромен раздор. Баш од таа причина што цело време се гледаат различностите, а не сличностите. И ја мислам дека природата и животната средина е многу прекрасна тема и фундамент на кој што можат да се спојат луѓето и да е Боже тоа да се деси. Значи, така што тоа се моите гледишта и моите ставови во однос на тоа. Дори таа идеја на спојување заради животната средина може и балканските народи да ги на некој начин помири,
бидејќи имаме прекрасни релиефи, прекрасна природа, значи, а ние сме закачени за некои, мислам, тешки се тие теми на кои што сме закачени, има тежина, ама сепак треба на некој начин да се санираат. Да, ако се негираат основните човечки потреби, како што се, или потребите за основните елементи, не случајно тие елементи се поделени во антиката на оган, вода, земја и воздух. И сега земјата е тлото на кое што одгледуваме храна, енергијата е оганот, воздухот е она што го дишеме и водата е тоа што го пиеме. И тие 4 елементи во природата ни ги нуди во чиста форма, а само ние луѓето, значи единствено ние како вид успеваме да ги сега да го искористиме зборот, да ги испоганиме, да ги извалкаме, да ги направиме неупотребливи. Тоа на Балканот што се гори отпад и тоа се увезува отпад, некои бизнисмени си го зедоа како многу, затоа што добиваат пари за горивото кое што си го користат, така што нивните бизниси цветаат од тоа. Сега треба да одлучиме дали сакаме супер богати и валкани бизниси или сакаме чиста животна средина со малку поалтернативен начин на правење пари. Па да, и парата според мене е неутрална сила. Меѓутоа, тие луѓе што се дрзнуваат на такви, како да кажам, акции во постоењето, тоа не се иста врста со другите. Значи, тоа е друга врста. Пошто човекот што може да за профит, значи за книшки, што може да уништува релиеф и животна средина и да може на својата совест да носи бебиња што се разболуваат од белодробни болести, че тоа не може да му се суди на него како на човек. Ја не ги судам. Не ги судам, пошто нема свест на која што може да им се суди. Таму нема свест. Значи, ти да имаш свест да направиш нешто, па да те гледам кај се мачиш, не ти е добро, те фатила тага, зашто си направил нешто лошо, па да ти судам, пошто имаш свест. На кој судиш на празно? Значи, ние едноставно, што викаше дедо ми, нека злото си го тера неговото, ти тера си го доброто. Значи, они нека си тераат со тоа, ама ние да си тераме со доброто. А проблемот е што ние со прстот натака и ја усмеруваме и ја даваме енергијата кон тие енергетски циклуси, што они ги тераат. Место ние да го тераме доброто, место ние да идеме и да правиме тоа што треба да се прави, место ние едноставно да си ги тераме убавите нешта. Не ги тераме убави, ние не правиме ништо убаво, ние само покажуваме со прст цело време. И тоа прави огромна дисторзија во полето, едноставно што не правиме убави нешта. И пошто ја трошиме енергијата за критика и за суд. И, пример, мислам, тешко, јас судам ден денеска. Фала Богу, не сум стигнала таму, ја не сум Буда или Исус, па до толку немам суд. Меѓутоа, можам да видам како тоа ја крши убавината на постоењето. Така што, за да создаваме убавина, треба да садиме повише дрва, значи да креираме свест за природата и едноставно да пуштаме мисла натака, значи некој на власт што ќе дојде, што треба да биде на власт, да донесе некои одредени рестрикции или едноставно да се осврнеме кон тотално анархистички движења, што ја не би сакала да се случат. Ама тоа е последната, значи тоа е последното ниво кај што толку више овие ќе се изгубат во своите дејанија и прајање пари за уништување тотално на планетата Земја, тоаш не знам, последниот осврт би бил тотално анархистички. Меѓутоа може и на убав начин да се тоа све санира. Ја верувам во моќта на луѓе што прават убави дела. Знаеш како велат Сара, за да злото триумфира, доволно е добрите луѓе да не направат ништо. Сега, тоа правење нешто многу пати се спротивставува со една друга работа. Јас имам едно видео кое што се вика Panem et Circensen,
Тоа на латински значи игри и лепи игри. И буквално системот, како од римско време, кога на луѓето ќе им дал некоја трошка леп, нешто ситно, и за забава ќе им даде гладиаторски игри, денеска го имаме истото тоа. Имаме социјални мрежи, имаме телевизија на кои што има глупави реалити шоу, има фудбал. Има многу работи кои што создаваат ниски вибрации. Од друга страна, луѓе не читаат книги, не слушаат убава музика, не се продуховени и на социјалните мрежи. Еве, јас сум сигурен дека и ова видео во кој што сакаме да пратиме убава порака ќе наиде на критика. Значи, деновиве буквално се историја врз мене со критики, и то критики онака ти кажува дека веќе не му се допаѓаш веќе. Не објаснува зошто, не објаснува како, не влегува во рационална полемика, туку ти си лош или ти си добар. Такви некои работи, значи, како според тебе би било излегувањето од таа матрица на ниски вибрации во која што се држи поединецот со овие работи кои што ги набројав? Има ред работи со кои што многу лесно, знаеш како овие нашите, ја ги викам пријатели што не владеат, пошто јас они си имаат многу високи механизми за тоа и многу се интелигентни, значи страшно интелигентни. И сега моментот е што јас знам многу начини на кои што се дисперзира таа негативна енергија и прости се начините. Меѓутоа, ако почнам сега да зборам секако тоа, не е многу паметно. Се прави. Не би сакал да ги изнесувам тие информации, некои што ги знам. Меѓутоа, еве на едно по, да кажам, ниво со пиар, внатрешниот пиар во мене, е тоа што, ќе го цитирам Гандалф од Господар на прстените, значи, малите нешта на добрите луѓе го чуваат злото да не се шири. Значи, ние не можеме да сватиме дека добрината и силата на мирот и на љубовта, дека е многу продорна сила него тие ниски вибрации. Значи, левелот е вака. И сега моментот они не прават да мислиме дека ние сме, значи ние не можеме, знаеш, да ги смениме нештата и ги гледаме грото од масата од луѓето дека се под масовна хипноза. Значи длабока, јас сум под хипноза и ти си под хипноза, тоа ти гарантирам, али на некое друго ниво на хипноза нас не држат. Значи, момент кога ќе ја видиме таа маса, ние се обесхрабруваме, бидејќи гледаме дека грото од луѓе не се например на одредена свесност и ние мислиме дека ние не сме моќни, дека не сме силни. Тоа е голема лага, огромна лага, бидејќи има во светот има луѓе што генерираат енергија и луѓе што проектираат енергија. Значи многу од секој пат, значи ни секоја доба, ни секое време низ историјата, секој пат тие што генерираат енергија се помалци. Значи тие што се поосвестени. Значи никад не сме биле ние повеќе. Мислам, ние сега, јас се борам себе за освестено. Не знам до кај сум, ама ете, можам да видам кај има длабока несвест. И сега, еден човек што генерира енергија, еден човек што може да ја прими добрината и милоста и љубовта, значи тој вреди, не вреди, сите исто вредат, туку зрачи за 1000-2000 проектори, значи луѓето што ја проектираат енергијата. Така што и тоа и како ние имаме сила да го смениме постоењето. И тоа со мали нешта, на пример, не знам, ја пример кога одам на улица и кога на баба и однесам кеса, ја зрачам, не знам како да ти кажам, као сијалица. Идам и ми зрачи, од мене ме зрачи добрина, благодарна сум што можам да помогнам за некоја многу мала работа. И за многу луѓе не е битно, дека тоа не прави нешто, не прави некоја динамика во реалноста, не, баш спротивно, тоа прави огромна динамика во реалноста. Ти само човек што ќе бидува во љубов и во мир, тој прави
огромни пулсации во постоењето, значи таа љубов или ајде да кажеме уште повисоко милост, тоа не можам да ти објаснам таа сила. Овие ниски енергија се зајабанција за таа сила, мислам, извини на жаргон. Така што тоа што не пробува да ни наметна дека ние немаме, дека ни се врзани рацете, тоа е исто некоја маја длабока илузија на која што они се поигруваат и да ми се живи и здрави, ќе го научиме, ќе не направат уште повисоки. Така што гледам дека човекот ја има судбината во своји раце, само вистинските треба да се разбудат. Значи сега ти ако губиш време да ги разбудиш овците, а не лавовите, значи Знаеш како јас мислам дека има еден многу важен момент, оние што рече што не владеат нас и се многу интелигентни, се согласувам апсолутно со тебе и мислам дека не само што се толку интелигентни, имаат големо знаење. Например, чувствата кај луѓето, сваќањето, например, една работа која што сите ја поседуваме е мрзеливост. Значи јас сум мрзелив, не познавам човек кој што не е мрзелив. Со тоа што има луѓе кои што се предаваат на мрзеливоста и има луѓе кои што се борат со неа. Кога системот се повикува на таа мрзеливост и вели се ќе направам за тебе, само ти биди мрзлив или мрзелива, не прави ништо, и тогаш во тој момент се случува тоа што го кажеш ти, се затвораат сетилата, се затвора мозокот, се затвора интелектот и се остава да пројде се. Дури и најлошите работи се оставаат да пројдат затоа што системот не бара ништо активно. Значи за активно добро е потребен напор, за пасивно зло не е потребно ништо, доволно ништо не се прави. Па да, така од оваа позиција на живење во коцки и во сивило, мрзеливоста или безволноста, ја така сакам да викам безволност, е нешто што е, да кажеме, распространето и као тоа е некој статус кој што ние го имаме прифатено. Меѓутоа, кога човек живеел во рурални природни средини, значи не било природно да си мрзелив. Тоа многу малце луѓе биле мрзеливи. Значи, пошто ние на некој начин, да кажа, ја викам, сме станале вампири. Сега, вампир како алегорија нормално. Пошто природата од секаде, јас по учење сум таоист, и по тоа учење природата од секаде пушта енергија, таоистите го викаат чи. Или индиците прана, не знам, валјда ние сме имале некој збор, сме го загубиле. И свет дух. Молам? Во христијанството се нарекува свет дух. Свет дух или живиот дух, како и да е, значи тоа е едноставно енергијата што кружи низ сен, значи низ камења, низ реки, поготово низ реки, низ дрвја. И на некој начин ние правиме размена, кога сме во рурална средина, ние правиме размена со таа енергија. И едноставно таа енергија, пошто е бесконечна, таа бесконечно се рециклира во планетата, во земјата, и она се рециклира и се враќа во чиста форма. Ние луѓето, пошто немаме жив свет околу нас, не толку колку што ни треба, ние едноставно почнуваме да пиеме енергијата од другиот. Значи, ја немам сега енергија, ја ќе земам твојата, и тоа го правиме, повеќето од луѓе тоа го прават многу несвесно, значи ти не можеш да ги осудиш, тие луѓе врска нема што прават. Значи, тие пијат, ние се пиеме, ни други сме станале вампири, значи, немаме црвени образи, не ни е крвта, не ни е жива, значи, не сме поврзани со живиот дух и со живиот свет, туку со некој друг бог владе по градовите. Така што потребата да се искочи надвор и да се направи прошетка и да се живее во природа, едноставно нас ќе направи само по себе, ќе ни даде волја. Значи, волјата е една од најсилните алатки на човекот, волјата да се создаде, волјата да се љуби, волјата да се бидува. Значи, и така што мрзеливоста исчезнува ти кога си близко до живиот свет. Значи, таа е присутна само во градовите. Значи, надвор не е така баш. Ги спомна предците кои што ги имаат напуштено селото,
малце тој момент да го изанализираме баш во контекст на имање, немање енергија, бивање проактивни или зачмаени, од она што го знаеме за родовската заедница на минатото. Не зборуваме за, за цивилизирани општества како што бил Рим, туку родовската заедница во која што живееле нашите предци, која што многу наликува, да речеме, на индијанците во американскиот континент, каде што луѓето работеле онолку колку што им било потребно да го сработат неопходниот минимум за храна безбедно. Дали ловеле, дали одгледувале нешто, или преостатокот од времето го посветувале на уживање и забава. А ние кога мораме да одиме 8 и повеќе часови на работа, дали затворени во канцеларија, во некаква работилница или на градилиште, нормално е да почне да се создава тој отпор. Тоа враќање на полето каде што велиш нема мрзливи луѓе, затоа што тој минимум или таа работа што ја сработуваат уз песна, уз шега, уз раскажување приказни, што значи излегувањето надвор во природата и одгледувањето на таа природа за да може да ни даде плодови, било уживање. Дали има можност и урбаните средини денеска со освестување да ги направиме поблиску до таквиот начин на живот? Има таква веројатност, меѓутоа многу мало. За жал. Не знам дали имаме доста скренато од патот за градовите да ги направиме што се вика на англиски safe sustainable. Тешко. Меѓутоа не неостварливо. Така што сега моето видување на историјата малце се коси со нели родовските заедници. Пошто ние одамна имаме цивилизација, и одамна имаме сврзно ткиво на држава, односно на понапреден, сега не знам што е напредок, ама еве на пример Димче, он ми е многу драг пријател, имам видено дека збори со тебе на одредени теми. Тој е еден од луѓето што најмногу сакам од државава. Он има, например, тотално спротивни видувања кон на историјата од мене и ние па сме многу добри другари, како да ти објаснам. У антиката, пример, или во давнешните времења, општественото уредување по тоа ја како што го гледам не било баш толку родовско, туку имале некои други призми на гледање. Меѓутоа, ако се збориме за некој идеал, што е хиперборејски, таа слика кај нас ја има врежено во нас сите, каде што човекот живее во тотално синхроно со стилите на природата. Како што збориш и за индијанците, тоа е, иако е водено од племенски водич што е маж, тоа е многу матриархално општество, каде што главната сила е и мајката природа. Значи, тие се поврзани со родот, со предците и со земјата, и тоа им е фаталното нешто во свеста, и тоа е прекрасно. Кај нас е многу попатриархално. И така што и двете терања на работите, и патриархалното и матриархалното, имаат своји добрини и лоши страни. Така што ние не знам дали можеме да се вратиме кон тоа да бидеме како индијанците толку поврзани со природата, меѓутоа ја мислам дека може да се направи една синтеза на досегашната технологија и живиот свет. Значи, ние да ја искористиме технологијата што ја имаме создадено, баш за да му помогнеме и да си помогнеме себеси на живиот свет. Така што таа синтеза може да се случи, меѓутоа доста и од технологиите треба да се преиначат, нели? Пошто зрачат сериозно лоши фреквенции, и тоа верувам намерно. Случајно, тешко дека е. Меѓутоа, јас така гледам на начинот на кој што работите, би станале подобри за сите. Начинот едноставно да направиме некоја синтеза на овие две сили, значи на силата на технологијата и нашиот патриархален напредок кон цело време прогрес,
и да се поврземе со матриархатот што не вика сакај го родот, сакај ја земјата, сакај и некако да се спојат мама и тато во нас внатре. Така. Па всушност сите сили во природата во одреден момент се дефинираат машки или женски, за да на крај се сублимираат во една неутрална сила, нели тоа преку символиката на, како што кажа ти, мајка, татко и на крајот се раѓа дете кое што само по себе е спој од двете и неутрално. Значи, идеалниот баланс создава неутралност. Кога реков родовска заедница кај нас, мислев на она што било пред неколку илјади години пред наша ера, пред воопшто да постојат нели овие цивилизации од типот на Атина, Спарта, Рим, античка Македонија, збориме за неколку илјади години пред тоа, таа така наречена винчанска култура која што важи за едно од најстарите. Па да, пример, да, освен нели Тумба Маџари, големата мајка е најдена, мислам да откриено дека датира 8000 години, значи во минатото. Така што по тоа ако гледаме по тоа у тоа време тоа било едно огромно почитување кон големата мајка и кон домот, значи тоа било на некој начин матриархат. Што е више и докажано со фигурините што се најдени, тоа само женските божества играат слика и улога кај луѓето. Меѓутоа тоа не значи дека мажите не воделе мажите тогаш и текако. Меѓутоа самата призма била кон големата мајка, значи тоа е фаталното нешто по кое што се гледало тогаш. И после тоа се заменува, значи со пантеоните на боговите, нели грците што ги викаат Зевс, Хермес, после ние ги викаме Дзе и имаме други имиња. И нели после доаѓа христијанството и Христос и сега имаме некој склоп на се нешто. Така што у тоа време, што гледаме ние 8000 години, тоаш било едноставно многу пасивно време без напредок. Ама само по себе има убавина на тоа живење, значи луѓето биле во целосно даденост на природата. Значи тие не знаеле ништо надвор од природното. Биле пасивизирани од силите на природата и само ги примале. Тоа е женскиот принцип. Значи тие само примале се што окружува. И одеднаш се дешава доаѓа друга сила, значи и почнува да работи машкиот принцип и тој почнува да создава у свој свет и да прави на надвор. Сега се сме стигнати до толку е. Значи, ако продолжиме со тој принцип, толку. Значи, сега сме дојдени на едно ниво кај што мора ние тие два принципи да ги амалгамираме во себе, бидејќи ако не ги го направиме тоа, ние ќе изумреме како раса. Така, ми спомна за таоизмот, односно за твоите духовни гледишта. Не би сакал, значи, да давам сега етикети и тоа што гледачите се потоа чувствителни околу тоа. Кажи ми за твојот духовен светоглед малку повеќе. Па јас му дадеме имиња, ако е потребно. Јас од многу мала почнав да се интересирам за митологијата, ама тоа обсесивно, значи обсесивно, може од 7-8 години, ама обсесивно. Ја тоа замарам се по дома само да ми се чита митоси, дали од Египет, дали од антиката на Балканот, пошто да кажам грчки не е вистина. Така што од тогаш некако имав перцепција за божество создадено во себе и тоа ми беше многу интересно. Значи тоа ми беше као најинтересно нешто што можев да го искусувам како дете. Значи по мојата духовни трагања отидов на многу религии, како да кажам, пропливав. Се дури не си се најдов себе си нормално. И сватив дека сите религии уствари потекнуваат од еден извор. А многу од нив се искористени за манипулација. Иако у позадина кажуваат многу убави работи, функционираат во постоењето со духовни нелогичности. Така што јас, пример, можам да ме нарече некој христијанка, ја нема да се налутам. Да ме нарече некој будист, исто така нема да се налутам.
така што тие две може ми се и нели родноверието, што го викаш ти, значи начинот на кој што сега модерно се вика шаманизам, значи ако збориме за силите на овој свет и силите на природата, исто така тие три сегменти во мене ја ги викам моето свето тројство, значи да се гледа божественото и небесното во нас, земјеното и нели будизам како напуштањето на сите овие предели. Така што тие се моите гледања, верувам во сила во едното. Ја го сместувам во, за мене Бог е дете. Не го гледам како ништо друго освен дете. И верувам дека постои сила, тоа е енергија што функционира низ сите постоења. Ја го викам изворот, така сум научена од некои учители со кои што сум разговарала и сум се дружела тука по регионов. Значи, верувам дека човекот е подвоен моментално многу и дека две сили играат во него, силата на деструкција и силата на креација, и тие сили цело време си играат во нас. Ја ги почитувам и двете, нормално, ама едноставно тежам кон креација, нели почитување на живите нешта, на живиот дух и на живиот свет. Така што не знам што друго би додала. Така, ова што го спомна околу мешањето на добрата и лошата сила, односно да ги наречеме условно добриот и лошиот Бог, многу потсетува на верувањето на гностиците, каде што те веруваат дека има еден универзален духовен Бог и има еден Бог демиург кој што е творец и не само творец, туку и господар на материјалниот свет. Подосно од тоа верување веројатно е произлезено тоа дека господар на овој свет е сатаната, кој што е материјалниот Бог, а дека другиот Бог е Бог на духовното. Па дали има некакви гностички траги во твоето светогледие, да речеме, верување е малце потежок збор? Па да, јас случајно, не знам како се најде една книга кај мене, ја втора година средно бев тогаш, значи сум имала колку се 16-17 години. Значи Марија Магдалена се викаше книгата, не знам како се најде, не знам која донесе кај мене дома, ама ја дека се возев Куманово Скопје и таму се описменив, не се описменив во школа, ја релацијата Куманово Скопје автобус се описменив за животот, пошто немав што да правам и си читав книги нормално. Или слушав музика. И тоа е моментот за описот на Марија Магдалена и сватив дека тоа се што не учат нас е тотален фалс. Значи, христијаните или главната вера што ја проповедаат сега, има убави работи, има и вистини, не дека нема. Меѓутоа не е целосната вистина од причини што X причини што на пример ја можам да полемизирам околу тие, меѓутоа не ја знам највистинската. Така што по читањето за книгата за Марија Магдалена увидов дека некои работи не се баш како што се кажуваат. После тоа го читав и Евангелие по Томас Јуда. Тоа нели гностичко Евангелие најдено во Египет, не знам која година. Беше кај што на пример Исус им вика на апостолите: вашиот Господ не е мојот татко. И тоа само по себе е доста контроверзно. Многу контроверзно и дека од принцип има различни сили што си зимаат форма во овој свет и дека изворот еден од кој што извира љубовта и милоста, што направи нас да бидеме божествени, демек не е тој што го пропагираат моментално христијаните. Сега, до која мера е тоа вистина, не знам. Меѓутоа, како што гледам, и сум била например, сум прошетала по македонските манастири, сум сетила многу убавина, дека нема убавина има. Меѓутоа, има некои, што кажав, духовни нелогичности. Како, например, они живеат на најубавите места у природа, и ги имаат земено на најубавите места у природа, ние живееме у град. Значи, зашто? Зашто они не зборат дека е убаво ние да се преселиме, мислам, може и зборат, не сум ги слушнала, али
Они живеат на најчисти предели, не јадат ГМО храна, они произведуваат храна. Меѓутоа не гледам дека литургија ќе седне некој тоа да го каже таму пред луѓето. Например, многу долго време за темјанот не кажувале дека има лековито дејство, дека уствари тешките метали од воздухот, научно, или не знам дали тешките метали, ама нешто прави што, например, го прочистува во аеросол, го викат, го прочистува, значи они со генерации не го кажувале тоа на луѓето. Значи, дека може секој да си кади темјан по дома или за јадење на сребрена лажичка, значи дека бактериите ги убива лажичката. И се они со таа слика себе си имаат представувано дека многу се блиски до Бога, меѓутоа они само знаеле многу работи. И што не ги споделуваат со пошироката јавност, не знам зашто, например, може имаат причина, не знам, да не напаѓам, ама зашто не кажат, например, монасите или било кој свештеник дека поубаво е да се живее како што они живеат, зашто не го викаат живеете сите како нас, значи живеете надвор у природа, кај што има извор чист, кај што има тоа, не слушам да го зборат. Дај Боже да почнат, може секој си прогресира, секој си учи, секој се има движење. И друга духовна нелогичност по која што јас не можев да се определам скроз по нашето христијанство е зашто жената нема право да води литургија. Тоа е тотална духовна нелогичност. Јас сваќам дека жената не може како маж да цепи дрво, иако има некои што можат. Ја немам сила како машко, ама зашто не водам литургија, тоа не е некоја сила. Мислам, тотално абсурдно е. И мислам дека ја за тоа никој не ми објаснува доволно зашто јас како жена не можам да водам литургија. Зашто? Кога јас потекнувам од предци како што се пајонските свештенички или како што се свештеничките на Деметра или како што Олимпија било првосвештеничка на Дионис. И јас сега треба да прифатам, значи со тие мои големи женски предци, ја треба да прифатам дека ја не можам да водам литургија. Ја тоа не можам да го прифатам. Се друго прифаќам, ама мислам тоа како нема шанси. Добро, мене ми е многу мило што муабетот за свештенството, односно за жените бивање свештеници, го поттикна токму ти затоа што ако јас го извадев на каналот како маж, тоа ќе немаше толкова тежина. Апсолутно се согласувам со тебе. Денес има еден проблем кога се зборува за еднаквост помеѓу мажите и жените, се мисли на проста физичка еднаквост. Ние сме биолошки различни, но како човечки суштества сме еднакви, подеднакво имаме подеднакви умствени капацитети и би требало општеството, бидејќи вештачки конструкт, да ги тргне бариерите кои оневозможуваат подеднакви можности. Што значи? Подеднаков пристап до храна, до работни места, до енергија, до можности и така натаму. Поправи ме ако грешам во овој пристап. Значи, не, вистина е тоа, ние биолошки, па дури и умствено сме доста различни, имаме многу различен светоглед. Значи, ако добро ги памтам информациите, значи, од целиот животински свет, кај нас половите, а тоа пази го зборот пол, тоа е пол од целото, значи, јас сум пола од целото. Значи, кај нас половите се разликуваат дури до 70% биолошки, тоа е како да сме друга раса, буквално. Меѓутоа, баш тоа не прави да учиме едни од други и например, да те научам јас да видиш низ женската призма и ти да ме научиш ја да видам низ машката призма и така светот да биде поубав, не знам како ти кажам. Меѓутоа, еве за свештенството, тоа одамна ме дирна мене, значи многу одамна. Ја по гледање и по чувствата што ги имам, јас сум многу милостива личност, тоа што го викаат богоредичната милост, ја цело време го искусувам тоа како чувство. Меѓутоа, и можам да се наречам себе христијанка без проблем. Меѓутоа, моментот со нашата генерална државна религија е тоа што ја не можам да бидам свештеничка у тоа нешто. Туку можам само да имам некоја како да ти речам, они може да у полемика да негираат дека тоа е секундарна улога, меѓутоа во пракса тоа е секундарна улога и нема и со тоа доаѓа според мене како се вика
до стерилност на енергијата. Едноставно енергијата, духовната енергија станува стерилна. Бидејќи во мојот духовен поглед, за да се движи некоја духовна сила треба да има првосвештеник и првосвештеничка и тие мораат заедно да делуваат, не како љубовници или не знам што прави New Age филмови, туку како брат и сестра, значи тие да се препознаваат у човекот еден од друг, значи прво ја ќе го видам човекот у тебе и ти човекот во мене и ние заедно низ различните призми, пошто сме поделени од Бог на две, ние ќе го водиме светот. Значи ја низ мојата женска призма, ти низ твојата машка призма. Ме разбираш ли? Така, сосема те разбирам, ова ме потсети на големите аркани од Таротот, каде што имаме фигура и на папа, односно првосвештеник, и имаме фигура на папеса, односно првосвештеница. Значи, тој женски аспект тука е опфатен. Значи, кога веќе да се поврземе со оно што го зборуваше претходно, архетипите, символите, мислам дека една од најдобрите представи на тие архетипи се големите аркани од Тарот шпиловите, така што овде гледаше опфатено, така што различни системи, различни аспекти ваделе, но очигледно е дека сето тоа се делови од целото, а целото е нешто многу поголемо и многу поуниверзално. Па да, тоа е проблемот, у принцип, што сега јас според мене, еве например, како што спомнав, моменталната структура на христијанството има многу убавени, значи литургиите што ги водат поготово за Богородица, јас сум присуствувала, че не можам да кажам дека нема љубов. Не можам да кажам дека нема нешто што е убаво, има, меѓутоа е нецелосно и не може да биде целосно. Значи они го играат женскиот принцип, као ќе стават од као стои десна страна Исус, лева страна Богородица, по принципу храмовите така им се поставени. Значи и они Богородица ја гледаат за тој женски принцип, меѓутоа многу малце, значи прво основно по гностицизмот многу поинаку тоа се толкува и сега они не дека ги немаат двата принципи, они некако ги толкуваат двата принципи, меѓутоа се многу моноархетипски што ги викам ја. Значи само мајката, мајката ја уздизаат како, али пак ја гледаат како земна, пошто нели Господ е горе, мајката е доле и он се спушта од духот, нели, и се раѓа Исус. Тоа може да се гледа така, бидејќи се има по два поларитета, меѓутоа не се збори за другите архетипски вредности на луѓето, например како свештеничката, како крон или мудрицата, значи тие женски архетипи се тотално анулирани, на нула стаени и ги нема. И сега, например, ова ви е битно да го искажам, ако се роди, еве, да кажеме се роди едно, пошто сум женско, за жените ќе зборам, а меѓутоа истото им се дешава и на мажите, со моноархетипската реалност, као ако си маж мора да си јунак или татко, ако не друго не си. Не може ти да бидеш уметник и да бидеш маж, не може ти да бидеш значи некако така се наведени работите, затоа полесно да се контролира масата. И например, ако еве се раѓам како женско дете у антика и се слави кај нас македонците Гозорија или што хеленски Артемида, и таа е божица на ловот. И пази се какви радикали има само у тоа слика за тоа божество. Значи она е божица на лов, сама иде у шума да лови. У исто време е девица, значи таа нема маж, не се посветила на таква улога, ама врз гора на тоа таа им помага на мајките што раѓаат деца. Значи видите каква тројна улога игра таа архетипска слика. И сега, например, еве јас се раѓам, ја кога дете бев многу дивљак, значи тоа беше диво нешто, значи не личеше, немав некои такви, што би кажале денеска, многу женски особини. Јас сакав да трчам, сакав по шума да шетам, значи такви работи мене ме интересира. И например, ако ја не доволно читав за тоа што го знаев низ историјата дека има таква архетипска слика на божица Дајана, Артемида или Гозорија, како што ја викаат македонците, јас едноставно ќе се изгубев по патот. Значи ќе почнав да гледам, ќе почнав да влагам во нешто што не ми доликува на мојот дух, ме разбираш ли? Значи така што
со монархите, на пример, ја многу тоа што е мајчинството и тоа што е мајката за мене представува светост, огромна светост. Значи, меѓутоа има многу повеќе патови на кои што може една женска половина да си го движи патот. И сега со доаѓање на христијанството, они го ставаат у монархетипско. Значи, мајка Богородица, ако не си мајка, ти не си вредна, точка. Значи, и ти пази, и да си мајка, ти па не си Богородица. Значи, ти си грешна зашто си имала нели односи со машко, а не си имала со Господ да родиш син. Мислам, тоа доста знае на некој што не ги разбира по езотериски работите, може да остави длабок импринт и психолошки да му го намали потенцијалот на духот. Значи, дозволи ми да те дополнам за ова, кај католиците дури е догматизирано тоа, и тоа скоро е догматизирано, мислам дека не повеќе од 200 години, значи се празнува како празник на почетокот на декември, мислам. Значи Пауло Коелјо го објаснува во една од книгите, значи за догмата за девственото раѓање. И тука не е поврзано со тоа дека Богородица го зачнала Исус без телесен однос, туку дека Богородица е единствена жена која што си има родено без дамката на првобитниот грев, значи оној гревот од Адам и Ева, под знаци наводници грев. И тоа ја прави посебна Богородица, што значи ни една жена пред неја, ни една жена после неја ја нема таа привилегија дадена нели од вишото, дека е родена без дамките на тој првобитен грев, што фактот дека е догма направена пред 200 години кажува колку е работа измислена од нели тие свештински кругови. Ова е догма во католичката црква, не знам дали во православието е прифатена, мислам не. Но еве, тоа е концептот што сакам да те дополнам како се гледа на моно архетипско гледање на работите. Па да, не сум запознаена многу со католицизмот, ја искрено и со ортодоксната пракса, вака од увиди некои што гледам како што се дешава, не сум многу навлезена, ја имам прочитано Библијата, меѓутоа не сум многу длабоко навлезена во тој сегмент, но можам да ја приметам дека монархетипскиот пристап на реалност, дека не е најпродуктивен за човекот. Едноставно, дека мора да се видат повеќето протоци, начини на кои што, например, ќе го избереме животот да го живееме. И само за тоа, на некој начин, јас се навраќам на паганизмот, односно на тие пантеонски верувања у сили, каде што можам да видам како можат многу луѓе да се пронајдат во различни движења, како например, ако можеш да си бираш ти, например, која божица да обожуваш, дали Деметра, дали Афродита, дали Хестија, дали Персефона или Хекате, или без разлика, тие сите се различни аспекти од жената, исто како мажите ти можеш да бидеш да се угледаш на многу богови, како на Хефест, на Прометеј ми е милен, пошто нели без него немавме оган да имаме, или на Зевс, на Громовникот, или има Аполо, например, тој си свири со лира, тој, како да ти кажам, не е многу мачо мен. Така што самиот тој простор ти да се откриваш себе си низ тие психолошки сите сегменти те прави многу да бидеш поразнолик и многу побогат едноставно во себе. И сега заедно кога ги споиме со изворот и со љубовта и со милоста сите тие, така се доаѓа до тој нели неопаганизам, каде што едноставно сега нема, они правеле многу лоши работи, пример, порано жртвувале све и свашта, сега ја да искочам да жртвувам животини, тоа како да ти кажам, значи не е убаво. Така што треба да научиме од сите нешта за да животот ни се разубави. Па добро, ако гледаме тоа околу жртвата, ќе упатам на втората книга од Библијата Мојсеева, каде што има точни упатства како да се направи жртва сепаленица. Таму буквално се објаснува како треба да се жртвува животното, кои делови од телото треба да се извадат, на кој начин да се стават на оган, значи детални инструкции. И тоа е пракса која што е присутна таму и е присутна точно и во нели овие политеистичките култови, затоа што основата е иста.
Така што сите оние кои што мислат дека ете само паганите се тие кои што прават животински жртви, а во не би рекол во христијанството, затоа што христијанството е многу оддалечување од она што значи старозаветни практики, но она што го има во Стариот Завет, дали е тоа еврејска традиција или подоцна прифатени од христијаните, таму го има тој дел. И укажувам една работа во која што ја имам споменато во едно од моите видеа. Прва работа што ја прави Ное, или ги спасил сите животни со себе, прва работа што ја прави после излегување од ковчегот е зема животни и ги става на жртвеник и ги жртвува за да боговите бидат смилувани, односно Богот биде смилуван. Значи ова кој сака може да се го провери читајќи ја и првата книга Мојсеева Битие, значи делот за Ное, и втората книга Мојсеева каде што се опишува токму овој значи оваа жртва сепаленица. Инаку што го спомена Прометеј, Прометеј е многу интересна фигура затоа што е буквално модел, архетип на тоа што подоцна ќе биде Исус. Значи, да. Неговото давање на цивилизацијското на луѓето, значи оганот е символ за давање на цивилизацијата за напредокот, е нешто што големите шефови, Зевс и компанија, го осудуваат за тоа што не сме големи во очите на тие големи божествени шефови и викате, окей, Прометеј ти си бесмртен, ама ќе те оковаме на Кавказ и ќе страдаш заради тоа што ги просветли луѓето. Така што тука е еден од архетипите врз кои што подоцна е граден ликот на Исус. Значи тоа е композитен лик, не е една личност дека стварно ги има направено сите тие работи. Па да, на пример Исус ја го гледам како човековиот импулс, тоа е некој дел од повисокото, ајде да кажеме јас на New Age-ерски. Тој импулс се проткајува и завзема форма низ историјата низ многу луѓе. Нели го има моментот со 12 ученици, воскресувањето го има и со Хорус у Египет, значи го има и со Митра и со Дионис, значи тие истите причи, значи кружат. Меѓутоа ја верувам дека и си имал некој човек истиот со Исус и што си имал таков исто импулс како и претходниците негови. Така што мислам дека сега е време сите да бидеме Исуси, пошто иначе како мора тоа импулсот во нас да се роди. Така времено да бидеме и Исус и Мухамет и Буда и Па да, секој на својот пат. Јас за муслиманството нема да не го знам, ништо немам читано, освен многу малца за историјата, меѓутоа да, треба сите да бидат Буда, Исус, од тоа што знам, на некој начин треба да се стремиме, ако ништо друго, да стигнеме до тоа состојба, едноставно да имаме прво почит, нели? Прво почит, па после и љубов и милост и сомилост кон реалноста и кон животот, кон живиот свет и кон луѓето. Меѓутоа далеку сме од тоа според мене. Или сме многу далеку или сме многу близко, така едно. Или тоа, не знам, ќе видиме, времето ќе покаже. Дај Боже да сме многу близко, а сега да изгледа многу мрачно, така што има и шанси така да е. Така што ќе видиме. Велат најтемно е пред изгрејсонце. И тоа е се вклопува во што го велиш ти, или сме многу далеко или сме многу близко до продорот на светлината. Ајде да го финализираме муабетот со оно со кое што почнавме, групата во која што ти членуваш. Кажи ми колку творештво имате зад себе, дали настапувате, каде можат луѓето да ве слушнат? Моментално сме застапени на сите медии, значи на iTunes, на Spotify, на YouTube, значи кај да отвориш има Велина. Моментално имаме само еден албум. Сега сме во процес на снимање на EP и после тоа EP ќе има и друг албум, снимаме спот исто моментално. Така што првиот албум беше многу, како да кажам, според мене првиот мој импулс да го истражам коренот. Јас пред тоа правев филмска музика, не се бавив со фолклорот на никој начин. Тоа едноставно вака пукна у мене, не можеше да се исконтролира и морав нешто да направам. Така што ја почнав да го истражувам нашиот мелос. Нели, тој наш такт, што различни тактови што има 7/8, мислам тој не е само наш, има многу народи што го користат 11/8, 9/8,
Значи тие неравноделни тактави кои што на пример кај нас се многу блиски и одма ни раѓаат некое чувство. Ја почнав тоа да го истражувам со првиот албум, еве сега ова што го работиме дури и поинакво од првото нешто, нели мора човек да прогресира напред. Музиката имаме свирано по различни дешавки у Македонија, како последно снивиревме на ПИН конференцијата. Имаше многу луѓе од странство на таа конференција. И добивме многу добар фидбек. Ја не верував дека на странци можам да им се свиѓа нашата музика и нашиот фолклор, ме ете и тоа да го дознав дека им се свиѓа. Така што свиравме на Пиволент, имавме свирано, значи у МКЦ имавме соло концерт. И така, понегде свириме. Пошто сме релативно нов бенд, нели да се оформи некоја стабилна врска со тука сцената. Така што можат луѓето да имаме 2 видеозаписи, може да ги најдат на YouTube. И се тоа што го зборавме на едно чувствено ниво да го осетат, бидејќи кажаниот збор многу помалку се тежи него чувството и звукот. Звукот е првенствено поголемата историја отколку историјата сама по себе. Ја така уствари дознав која сум преку старите македонски песни и преку звукот и песната ако остане, значи не може никој да не земе. Не може никој да ни го земе правото на тоа кои сме, бидејќи чувствата ни с музиката покажуваат тоа кои сме многу јасно, ја така се пронајдов. И у принцип едно сакам да кажам дека нашето творештво изобилува со песни кои даваат почит и љубов кон природата. И така што може да сватиме дека ние сме благ род и благородни луѓе со добар нарав. Така што ја по тоа дознав по музиката и затоа сакам да му вратам на народот и на постоењето цело со музика, бидејќи музиката мене ми направи да сватам што сум, така да сакам ја да помогнам на други луѓе со чувство, не само со ум, туку со срце, да почувствуваат за тоа што тече низ нас, кои звуци течат низ нас, не само низ мене, низ други македонци исто, и луѓето на Балканот и крајно на целиот свет. Така ние уствари правиме една синтеза на култури, значи тоа што ќе искочи од мојата душа како звук, едноставно повише ќе каже отколку пишаниот збор, пошто многу повеќе тежи звукот. Едноставно звукот кај луѓето раѓа и слики и волја и себечувствие за тоа што си на кај тераш. Пример, една таква песна е О Јаворе, кај што си пее човекот за дрво едно 5 минути и ти го осеќаш тоа, он како го осеќа дрвото. И сега ја можам да кажам дрвото е живо, ма песната 100% ми потврдува дека дрвото е живо. Така. Добро, секако има својот израз за чувството и уметноста е, сите типови на уметност се несомнено тој начин да се изрази чувственото, помалку рационално, повеќе чувствено изразување. Сара, јас ти благодарам за ова твое прво гостување, се надевам дека нема да биде единствено и дека овие теми кои што само ги загатнавме сега во иднина ќе можеме да се фокусираме на една од нив и малце по продлабочено да ги анализираме. За сега ти благодарам и имај убав ден. Фала ти многу. Секој добро.